Култура, традиција и идентитет. Оние особености и обележја по кои што се препознава еден народ, една традиција и една култура, а најповеќе како најголем промотор представува песната. Добре ни дојдовте во уште една најнова наша сцена. И во оваа наша сцена ќе го промовираме токму на најдоброто кое што произлегува од најдобрите им продукција. Накратко, промоција на нов видеозапис. Воедно го имаме и Мухи Амети, како и момците од Арена Бенд. Гледајте не! Започнуваме со уште едно најново издание на наша сцена. Секако, и ова издание ќе го започнеме со новитет од им продукција. Станува збор за промоција на најновиот видеозапис од Рубин Благадуша. Песната носи наслов "За тебе пеам, родино". Pejam rodino, pejam a gori dušava, od tije rani krvavi, što krvaraco godini. Presna jasti pejam rodino, pejam a plači srcevo, krvnici što te stavile na vekovno raspetije. Vo duša trani naša makedonska, glavoki se bunarite, što so godini mnogo stoletija gi kopa dušmanite. Vo duša tani naša makedonska, glavoki se bunarite, što so godini mnogo stoletija gi kopa dušmanite. Solza navira za site tvoji patila, za zloto što go storija, zverski te rasparčija. Ja mnogu pesni ispejav za tvoji te nebidnini, pesmi za slavni junaci, za tvoji te ilimbenci. Vo duša trani naša makedonska, glavoki se bunarite, što so godini mnogo stoletija gi kopa dušmanite. Vo duša tani naša makedonska, glavoki se bunarite, što so godini mnogo stoletija gi kopa dušmanite.
Она што е најново на музички план кај добро познатиот Мухи Амети е тоа што тој деновиве снимаше нов видеозапис за песната која што носи наслов "Не останувам". Песната Мухи ја сними во две верзии, односно македонска и српска. Во разговорот со Мухи тој открива дека повеќе му лежи македонската песна со оглед на тоа што е македонец, иако веќе долги години живее и работи надвор од нашата земја, поточно во Брисел. Видеозаписот се снимаше на неколку локации во Скопје, како и во Охрид. Повеќе од разговорот со Мухи. Почитувани гледачи, чести задоволство ние што токму денеска тука сме заедно во друштво со добро познатиот музичар кој што долго време живее и работи надвор од нашата земја, но сепак се одлучи да сними видеозапис тука во својата родна, би рекла, Македонија. Мухи го имаме заедно во наше друштво. Мухи, добре ни дојде. Добро ве најдов, добро вечер. Стварно ми е чест што ми се оствари мојот сон. Сакав да снимам во вашата продукција и навистина сум многу задоволен. Стварно видов дека работите многу професионално и тоа ми беше вистинско задоволство. Благодариме за убавите зборови. Па ајде, еве денеска сработивме тука на скопски терен, што би се рекло, еден видеозапис за впрочем една песна, но во две верзии е песната. Да, токму така. Песната ми беше малку по песната била од прилика снимана во едно студио тука пред една година мислам. Меѓутоа немав прилики, немав толку време за да се сними, да се направи видеозапис. Меѓутоа, ете сега јас сакам да користам таква една прилика, пошто песната е направена во српско и во македонско издание. И така да, ќе видиме, ќе си даде само на свое место. Така, ќе има време и публиката да ја види, комплетно со се видеозаписот која ќе биде изработена. Ајде нешто повеќе да кажеме околу песната, дали си ти целосен автор или со кого се соработуваш околу создавањето на песната? Па, песната јас сум, значи, го направив аранжманот, музиката. Околу текст, мислам дека се презиваше Орце Зафировски. Имав тука исто така некои музичари како гости што свиреа на гитара, па исто така на сакс. И вокални солисти имав, мислам дека се викаше она Нина, пошто преку снимателот од студиото он ми ги предложил. И така да има некаде различно кај што пеја во хор Нина. Се извинувам, не знам поточно дали она се викала Нина или другачи беше името, меѓутоа нема да ми замери. Исто така во една песна не беше тука девојката што ми пееше хор, била Ирена, па она го надокнадувала тоа кај што требаше да пее. Така да завршиме што поскоро со студиото и јас немав толку време да се Да. Песната ја отпеа во две верзии, зошто ете и српска одбра и која верзија повеќе ти се допаѓа? Па искрено да ви кажам, двете верзии ми се допаѓаат. Некако македонската верзија ми се допаѓа затоа што јас потекнувам од тука, од Македонија, и секогаш сакам за мојот народ нешто да им отпеам некако повеќе го осеќам тоа емотивно од мојата душа што излегува. А и српската исто ми се допаѓа. Не била лоша, мислам, околу текстот малку ми требало време док песната ми лежи, али во ред. Мислам, ние сепак сме професионалци и знаеме како да се понашаме со студио, со микрофон, со текстови, со така наречени тие нови песни кои ние не зимаме време, например, како американците или французите да програмираме една песна со месеци. Ние сме толку брзи, балкански менталитет, што ние сега ја слушаме песната, а после пола сат влегуваме во студио, ја снимаме и тоа е тоа. На некој начин така беше снимањето на видеозаписот за песната, буквално во еден ден. Баш така. Колку си задоволен? Многу.
Многу, значи како да се договоривме со месеци, све си легнало тоа на свое место, значи како јас, како камеристите, и ти благодарам на идеите што ни даде исто неколку идеи, и воздушевен сум од господинот Ване, и он значи професионално си работи работата, така да кај сме ние пеачите и он тука е со камерата, значи точно не погодува, не остава да сме сами. Директно во целта што би сте Да, рекли. да. Видеозаписот да откриеме збор 2 каде точно се снимаше, на кои локации, тоа ќе се види кога ќе биде готов, но сепак да не оставаме во неизвестност публиката. Да, јас мислам дека ќе им кажеме, ете така накратко, да не мисла дека сме егоисти, дека не сакаме да им кажеме тоа. Има нешто снимено во центарот на Скопје и така нешто надвор, а јас не сакам да го напуштам Охрид, бидејќи Охрид ми е еден фаворитен град кој ми се допаѓа многу, и би сакал нешто и таму да се надокна од пардон, да се дополни од тој амбиент што обожавам од Охрид. Така на некој начин да се вклопи целата приказна покрај и тоа што имавме и девојка статист или во спотот, колку таа ја одглуми незината улога. Секоја чест, воздушевен сум и од незината страна. Значи, девојката толку професионално со нас се вклопила, како да сварно, значи, интересно е ова, за само еден ден успеавме толку работи да завршивме, малку потрошавме енергија, меѓутоа мислам дека ќе ни се исплати. Мухи, пред малку кажав дека живееш и работиш во надвор од нашата земја, во Белгија конкретно, но сепак ја негуваш македонската песна, македонската музика. Од каде се таа сила и енергија и тој патриотизам, да кажам? Македонец сум, пред се. Ги обожавам моите македонци, со нив се гордеам. Ние сме народ кој на вистина треба да им се покажеме на светот, на Европа, убаво реков, на целиот свет. Ние сме еден толку интелигентен народ, и јас тоа сакам да го представам надвор од нашата држава, дека ние македонците сме еден горд народ, еден умен народ, со посебни идеи, со посебни убавини, и тоа сакам јас да го изнесам таа позитивна енергија, нашата музика, да изнесам надвор кај нив, да видат дека ние македонците сме доста музикален народ. Успеваш ли во тоа? Успевам. Да, успевам. Еве конкретно во Белгија? Да, тие песните што се издадени како македонска музика, македонска песна, нема никогаш да изумира таа врста музика, пошто таа врста музика е направена со толкава емоција, многу има изнесено емоција, мислам, било кој композитор што ја направил таа песна, и таа емоција се префрлува на секој еден слушател, да речеме, без разлика од која националност е. Помеѓу, значи, македонската песна бележи соработки со музичари од останатата естрада, ете пред се српската, значи естрада, морам да ја напоменам. Од каде таа соработка? Како дојде на видели на таква соработка? Видете, да ви кажам, јас пред да заминам во Европа, јас бев еден познат клавиатурист и пеач во Република Македонија. Меѓутоа, јас имав многу мои настани, мои свирки, мои патувања, и немав толку време на вистина да се презентирам пред камери и пред настапи, пошто работата, знаеш, кога имаш многу работа, немаш време да се представиш многу по ова. Меѓутоа, по самите дискотеки кај што гостувам, по клубови, по, да речеме, така, ресторани, кафани горе, и секогаш гостуват некои од познатите пеачи, да речеме, од Србија, и тука све што е убаво, квалитетно, се бара, сакат да контактираме, да бидеме во контакт, и така да секоја прва прилика што им паѓа на нив, да се слушаме на музика, да се работуваме,
и тоа е апсолутно успешно. Што е следно после Не останувам? Па следно, мислам дека ќе оставам тоа на Нека се биде сладка тајна, затоа што со ова песна јас сакав само да се покажам дека повторно се враќам во шините, дека ќе стартувам со мојата музика, со мојот квалитет, со мојот стил и понатака не би сакал многу да го кажам ова на јавност, нека остане подобро како сюрприз. Ние сме тука за секој твој сюрприз. Да. Мислам дека следното снимање ќе ве поканам некаде надвор од Македонија и сакам да им кажам на моите фанови, на моите слушатели, на моите гледачи кои стварно ме обожаваат, дека следната песна ќе им направам или бачата, или салса и ќе направам нешто, тоа ќе биде сюрприз. Како што кажа, изненадување. Во секој случај, благодариме за остварениот разговор и посакуваме многу успехи понатака. Ви благодарам и на вас. Ми беше стварно задоволство да соработам со вас. Благодариме. Не останувам јас во овој град, одам без Богу, ама срце стега, те љубев искрено, те чував срцево, немам утеха, готово е се. Пијан сум и сам, празни чаши редам, душо за тебе, пак се опивам, залудно е се, срцево те бара, ти си среќна знам. А јас умирам, не останувам, јас во овој град, одам без Богу, ама срце стега, те љубев искрено, те чував срцево, немам утеха, готово е се. Исто така со свој новитет во изминатиот период се јавуваат и момците од Арена Бенд, кои што неодамна снимаа видеозапис во сработка со им продукција за нивната нова песна, која што носи наслов Мајка. Во песната станува збор за вистинска реална приказна, која што на некој свој виден начин ја донесуваат и глумците, односно статистите кои што се појавуваат во видеозаписот. Повеќе околу тоа како се снимаше, како помина снимањето и колку момците од Арена Бенд се задоволни од оваа реализирана соработка за спотот Мајка, разговараме со Саше, вокалот од групата од Арена Бенд. Почитувани гледачи, посебно ми е драго што токму во денешната наша сцена можам да најавам еден од 6-члената група на Арена Бендот. Конкретно тука заедно со нас го имаме Саше. Саше, добре ни дојде. Добро ве најдов. Така, еве неодамна значи излезе ексклузивно, имавме ние чест да речам да го промовираме новиот видеозапис за песната Мајка, кој што многу брзо го снимавте. Практично во летниот период беше заедно во наша соработка, па еве кои се впечатоците, колку сте задоволни од снимањето, колку сте задоволни од спотот? Можам да кажам дека сме презадоволни, значи слободно можам да го кажам тоа. Одлично се одвиваше и снимањето, а и брзината на која што
Беше потребно времето да се склопи спотот и да излезе веќе во јавноста, да се објави на интернет. Значи, како што кажав, сме презадоволни и од соработката, и од снимањето, а и од самиот спот. Значи, спотот е одличен со сите нишани, со сите замисли кои што ги имавме претходно, звучи и изгледа онака баш како што сакавме да звучи и да изгледа, што е најбитно. И затоа е заслужена им продукција. Огромна благодарност до вас. Благодариме за убавите зборови. На некој начин пренесувате една приказна во спотот, се јавуваат и статисти, се јавуваат и мали деца. Колку беше потребно време за сета таа да се постигне една таква усогласеност? Така, значи тука морам да искажам исто така благодарност до фолклорниот ансамбл Седенка. Очекувавме спотот, снимањето на спотот да трае малку подолго, бидејќи сепак се работеше нели со снимање со дечиња и со имаше главна улога како мајка. Ама можам да кажам дека позитивно не изненадија тие дечиња. Глумеа сосема професионално за нивната возраст, дури тоа беше едноставно за неверување кај нас. Се чудевме како може толку мали деца да сватат толку многу сериозно и завршивме можеби за 3 до 4 сати, не знам точно, но сето тоа помина вака буквално. Беше пребрзо. И што е најбитно, беше успешно. Немаше ниту никак еден проблем. Се излезе онака како што имавме замисла. Дечињата уште еднаш ќе кажам си ја одработија својата улога перфектно. Влегле во филм едноставно. Да. Така. Кои беа првите реакции кога го погледнавте спотот? Ево, вие членовите првично, предпоставувам го гледавте заедно. Кои беа првите реакции? Па, најпрво морам да кажам дека беа позитивни реакциите, онака баш го видовме спотот од страна како публика и заедно со музиката секој кадар беше во склоп на она што се пее, во склоп на приказната. Пак ќе кажам е онака буквално како што замислувавме, сите тие успорени кадри, сите тие кадри кај што се појавува мајката, кај што се појавуваат дечињата, она беше се баш онака како што сакавме да изгледа, како што беше нашата замисла. На некој начин, целата приказна веќе предочена. Целата приказна е представена во самиот видеозапис. Из музика, текст и слика, што би се рекло. Кои се следни планови на групата? Следни планови се разбира ќе правиме нова песна, но се уште немаме ништо конкретно, ќе оставиме на времето. А сега за сега имаме најава, како што кажавме минатиот пат, ќе преработиме уште неколку македонски песни. Можам да кажам дека ќе бидат народни и чисто македонски песни, стари македонски песни. Ќе ги снимаме исто така заедно со импродукција. Тоа се плановите во блиска иднина. Можеби на фестивал ќе се појавиме со нашата нова песна, но тоа сега за сега не е дефинирано ништо. Сепак ќе оставиме малку време да видиме како ќе се прифати самата песна и самиот спот кај луѓето. Тоа не интересира најпрво сега да видиме како ќе успева и како ќе прифати едноставно публиката. Така, колку тие преработки на стари македонски песни ќе претрпат измени во аранжманот, во музичкиот дел? Ние сме една група која што работи малку поинаку од другите. Сакаме да аранжманскиот дел да биде на некој начин преработен поинаку, сепак да звучи народно македонски, ама и да ја задржи својот карактер, ама да има некои си модернизирани примеси да звучи на поинаков начин од другите. И самиот стил на пеење пробувам да го задржам старомакедонски, но сепак да звучи современо. Сепак ви успева тоа? Па до сега да. Последните преработки кои што исто така ги презентиравме тука во импродукција, беа на таков начин направени и навистина има огромни успеси. Можам да кажам дека се едни од најуспешните кај публиката, најгледани кај публиката и најдобро прифатени се разбира. Сепак се работи за македонска музика, претходно снимавме и неколку српски или песни кои што не се воопшто македонски и имавме повеќе успех со тие, но овој пат решивме да направиме стари македонски песни и да видиме како ќе се одвива тоа. И навистина бевме изненадени од успешноста на самите снимки, на самите песни, како тие беа прифатени кај луѓето. И заклучивме дека понатаму ќе биде најдобро и за нашиот успех и за нашата музичка култура во Македонија да продолжиме со снимање на македонски песни. Дали тоа ќе бидат наши компонирани, дали ќе бидат авторски или дали ќе бидат преработки, сепак можам да кажам дека можеби не сите, но најголем процент, 90% ќе бидат македонски песни. Така, одлично. Летниот период веќе е зад нас, претпоставувам имавте бројни настапи, бевте барани на секаде, каде се ве имаше еве? Ова лето, како и септември месец, па богам и октомври, сме презафатени, значи сме
Имаме најмногу настапи по свадби. Така. Скоро секој викенд ни беше полн, скоро секој викенд ни беше исполнет со изведување на македонските свадби, нели? Така. Тоа беше нашата замисла кога почнавме како бенд и можам да кажам дека еве баш оваа година, оваа сезона ни се оствари таа замисла, ни се оствари таа желба да бидеме прифатени кај луѓето и да не бараат за нивниот најсреќен момент. Да. Тоест свадба. Свадбата. Кој е Така. вашиот репертоар со кој што настапувате? Пред се предпоставувам македонската песна. Така, значи имаме броен репертоар, имаме многу голем и обемен репертоар и различен можам да кажам. Свириме буквално скоро секој жанр на музика. И сега можеби не толку добро како македонскиот дел и како македонските песни, но се трудиме да успееме и во таа област. Значи свириме и поп и рок и некогаш можеби нешто блуз и џез. Но тие сепак се договараме со младите, со луѓето кои што ја прават свадбата, каков вид на репертоар сакаат тие. Тие се избираат, сепак нели најмногу се свири македонска народна музика, од 70, можам да кажам слободно 70%, се свири македонска музика. Сега се варираат песните после на крај, нели, кога се свири... Побарање на публиката, так, некој так, начин на побарање на гостите публиката, од свадбата. на почеток кога влегуваат, какви песни сакаат, каков жанр на музика, каков стил. Репертоарот ни е доста голем, доста обемен, така да можеме да исполниме сечија желба кога се работи за свадба. Така. Каде бевте најбарани? Најбарани сме во Скопскиот регион. Так. Таму и функционираме, таму работиме, таму снимаме. Така. Така. Но сепак имавме настапи нели по другите градови. Така. Западна Македонија имавме неколку настапи, свадби. Так. Так. Се јавила ли потребата за еве женски вокал во групата? Па сега за сега многу ретко се јавуваше таа потреба, единствено само кога свириме прослави кои што се организирани од рестораните, како на пример новогодишна прослава. И сметам дека тоа не е доволно за да земеме женски вокал во бендот. Так. Така да кога ни е потребен женски вокал, најчесто соработуваме со некои од колешките, се среќаваме нели ден или два порано, правиме на така напорна и долга проба, во која што се согласуваме кои песни се свират, какви песни се свират, на каков начин. И до сега сме функционирале одлично на тој начин и понатаму доколку доколку имаме потреба од женски вокал, нема да имаме проблем да најдеме, се надевам. Но како што кажав, сега за сега се функционираме како 6 членови во групата и немаме никаков проблем до сега. Така, машко согласеност е секогаш константна. Да. Доколку влезе женско може да ве раскара. Па, зависи кој. Така, нормално да. Во ред, кои се следни планови на групата? Најпрво сакаме да ја завршиме сезоната успешно, ни остана уште некои десетина свадби и настапи. Да речем, добра бројка ви останала. Па да. Да. Се уште нели трае оваа сезона која што си ја нарекуваме ние така. Од кога ќе завршиме, подоцна после тоа планираме да склопиме некој репертоар, како што кажав, за песни кои што ќе ги преработуваме. Тоа ќе биде исто така напорен период, ќе правиме многу проби, ќе правиме измени на тие аранжман, музика, стил на пеење и така натаму, како што кажав. И тоа ќе биде еден период во кој што ќе одлучуваме какви песни ќе правиме, кои песни ќе бидат, па подоцна ќе ги снимаме нели аудио, па видеозаписи, така. Што во поглед на новогодишните аранжмани? Сега за сега немаме ништо, имаме неколку понуди, но сепак оставаме на се уште е рано, можам да кажам, оставаме на времето. Ќе се одлучиме покасно. Така, секако ќе имаме и следна прилика за разговор, така да тогаш ќе ни откриете каде. Сеше ми беше задоволство за остварениот разговор и предлагам да заокружиме овој разговор, да го заокружиме со премиерата на Мајка, вашиот спот. Задоволството е и мое. Исто така огромен поздрав до Импродукција, уште еднаш благодарност што ме повикавте денес овде за да го направиме ова кратко интервју. Така, благодарам. Се надевам ќе се видиме повторно. Секако, во секоја прилика. Благодарим уште еднаш. Благодарам и вас.
срце сака да се радува, ако сите други деца неке да тагува. Кога бев дете мојта мајка пеше и наместо бајките солзи маки редеше. Кога бев дете мојта мајка пеше и наместо бајките солзи маки редеше. И плаче и пее, може ли заедно? Еј, тогашна душа било најтешко. И плаче и пее, може ли заедно? Еј, тогаш на мојта мајка било најтешко. Зошто Боже пака ме казнуваш, а како ми е мене не ме прашуваш. Кога бев дете мојта мајка пеше и наместо бајките солзи маки редеше. Кога бев дете мојта мајка пеше и наместо бајките солзи маки редеше. И плаче и пее, може ли заедно? Еј, тогашна душа било најтешко. И плаче и пее, може ли заедно? Еј, тогаш на мојта мајка било најтешко. Еј, тогаш на мојта мајка било најтешко. После сите овие исцрпни разговори и информации кои што ги пласиравме токму за вас во оваа наша сцена, верувам дека сте побогати со сето она што е ново на македонската музичка естрада. Доколку е тоа така, повторна средба ќе ви закажеме за точно 7 дена, се разбира со бројните новитети од импродукција и од македонската музичка ризница. Благодарност до бутиците Мис Сара од Струга, кои што накратко представуваат поим за убави свечени фустани. Секако благодарност и до вас за вниманието со кое што не следевте. Довидување.